Покрај кеот на Вардар во центарот на Скопје, меѓу малкуте објекти кои не добија барокна фасада, се наоѓа така наречената Палата Асном, кај скопјани попозната како старата зграда на Комерцијална банка. Потребата за реконструкција на овој објект се појави во 2020 година, кога се запалија простории во кои беа сместени Државниот инспекторат за животна средина, тогашниот секретаријат за европски прашања и Државната информативна агенција МИА. Станува збор за стара комерцијална банка која што внатре е преградена со секакви ходници, со секакви гипскартони и стаклени врати. Во моментот внатре не работи ни еден хидрант, ни една хидрантска мрежа, значи тоа ни представуваше поголем проблем затоа што не можевме да го затвориме пожарот од внатрешна страна, моравме преку прозорот од оваа страна со кршење да влеземе. Никој не одговараше за пожарот. Требаше да поминат дури 2 години за во октомври 2022 година Службата за општи и заеднички работи на владата да објави јавен оглас за реконструкција на објектот. Од 4 пријавени фирми во април 2023 година СОЗР склучи договор со фирмата Bauer BG. Вредноста на потпишаниот договор беше 6,6 милиони евра со ДДВ. Во членот 4 двете страни се договориле дека цените во текот на цело време трајање на овој договор ќе бидат фиксни и нема да подлежат на корекција по било која основа. А во следниот член 5 е прецизирано: доколку во текот на изведување на работите дојде до одредена промена на утврденото во предмерот, конечната вредност на договорените работи ќе се утврди врз основа на поединечните цени утврдени со овој договор и стварно изведените работи потврдени со градежната книга. Договорот предвидел реконструкцијата да заврши за 18 месеци по добиениот налог од нарачателот, а време траењето на договорот е 3 години. Поминато е двојно повеќе време од првично предвиденото за реконструкцијата, а за неколку дена ќе изминат и првично предвидените 3 години важност на договорот. А на терен, на работата не и се гледа крајот. Следната бројка не е грешка. По склучувањето на оригиналниот договор, Службата за општи и заеднички работи потпишала 51 анекс со изведувачот. Со тие анекси рокот за изведба е продолжуван 2 пати, а вредноста на целата реконструкција е зголемена за 2,1 милиони евра, односно за 32% од првично договорената сума, која изнесуваше 6,6 милиони евра. Анексите и целата јавна набавка ги истражуваше Центарот за граѓански комуникации. Во конечните наоди, вели Герман Филков, дошле до заклучокот дека анексите се правени само за непредвидените работи кои се јавиле на градилиштето и за така наречените вишоци, изведени работи што ги надминуваат договорените количества на работи. Во анексите ги нема кусоците, односно договорени количества на работи кои на крај излегло дека не треба да се завршат во првично предвидениот обем. Кусоците се евидентирани, тоа го дознаваме од извештаите на надзорот, меѓутоа не се пребивани и за нив нема направено анекси, така што остануваат само овие вишоците и зголемувањето на вредноста. Инаку, ако се пресметаат вишоците, непредвидените работи и кусоците, тоа ја менува за 49% го менува основниот договор, што може би и најстрашното во овој тендер, што се коси со одлуката на Судот на правдата на Европската Унија, кој што вели дека еден договор за јавна набавка не може да претрпи суштински измени, односно измени кои што ако би постоеле на почетокот, може би некој друг би го добил или би се квалификувал за добивање на овој тендер. Но тендерот е проблематичен и по други основи, посочува Филков. Например, не се објавени сите документи. Имаме проблем со нееднаков третман можен, со нетранспарентност, не се објавени овие сите документи и крајно за фирмата изведувач, иако во договорот има одредби, Службата за општи и заеднички работи, која што е инвеститор, односно чиј што е тендерот, нема преземано никакви, да кажам, никакви санкции во смисла да го раскине договорот или да ја наплати гаранцијата и така натаму, и со тоа да ги заштити јавните средства.
Зошто СОЗР нема активирано банкарска гаранција или исплатена договорна казна од фирмата изведувач поради доцнење? На ова прашање од владината служба добивме одговор кој индиректно вината ја префрла на проектирањето. Неизвршувањето на договорните обврски од страна на изведувачот е последица на исчекувањето на изработката на новите технички решенија за одредени фази кои се неопходни и кои влијаат на функционалноста на објектот. За констатацијата во истражувањето на Центарот за граѓански комуникации дека според досега склучените анекси е прекршен законот за јавни набавки со надминување на вредноста на тендерот, од СОЗР велат дека таа состојба ќе се промени откако и формално ќе се засметаат кусоците. Службата за цело време траење на договорот води сметка вкупната вредност на измените на договорот за јавна набавка да не надмине 20% од вредноста на првичниот договор. При тоа во овој процент од 20% кој не треба да ја надмине вредноста на првичниот договор, освен дополнителните и непредвидените работи, се засметуваат и преостанатите непребиени вишоци. Согласно професионалните практики, вишоците и кусоците меѓусебно се пребиваат и се внесуваат во градежната книга што ја води изведувачот на работите, велат од СОЗР. Се прави со потврда од надзорниот инженер. Но самиот факт дека има огромни кусоци и вишоци според Герман Филков уште повеќе ја истакнува потребата за повнимателен пристап во фазата на планирање на јавните набавки. Ако имало толку проблеми во проектот, треба проектантот да се земе на некаква одговорност. Зошто се настанати тие проблеми? Исто така, по ревносна контрола во спроведување на договорите од страна на самиот договорен орган, односно на тој што ја прави набавката. Имаме надзор, да, меѓутоа и тие извештаи на надзорот, ние често ги гледаме извештаите на надзорот, констатираат работи кои што навреме е лоциран проблемот. Значи можело да се навреме да се делува за да не понатаму тој проблем се продлабочува, односно да се најдат начини за негово решавање. Според извештаите од надзорот до кои дошле од Центарот за граѓански комуникации, досега се завршени малку повеќе од 60% од работите. Дали ќе се стигне новиот рок за финализирање на работите, јуни 2026 година, нема да се чека долго. Има само уште 3 месеци до тогаш. На нашето прашање до СОЗР што ќе преземат ако повторно се пробие рокот за реконструкција на објектот, не добивме дециден одговор, туку општ став дека ќе се постапи согласно законските прописи и државниот интерес.